вечер, почитувана публико, драги гости, пријатели на фолклорот и чувари на нашето културно наследство. Со особена чест и искрена радост ве поздравуваме за завршниот целовечерен фолклорен концерт. Вечер која представува круна на нашата работа, љубовта кон традицијата и посветеноста кон вредностите што не обединуваат. Целта на овој настан беше возвишена и искрена. Да им пружиме на младите повеќе настани и можности, каде што ќе можат слободно да ја изразат својата креативност, талент и енергија, како и заеднички да ја подигнеме културата во градот. Веруваме дека младоста заслужува простор каде што идеите ќе блеснат, уметноста ќе зборува, а ентузијазмот ќе создава нови вредности. Со особено благодарност сакаме да истакнеме дека на ова патување добивме огромна поддршка од нашите главни коорганизатори. Локален младински совет Штип, ЕУ-СОДЕВЕ, Гимназија Славчо Стојменски и Фондација за развој на локална заедница. Нивната доверба, поддршка и несебична посветеност беа столбот врз кој се изгради оваа прекрасна приказна. Зад нас се денови исполнети со труд, емоции, дружба и незаборавни мигови. Со гордост можеме да кажеме дека се помина прекрасно, успешно и достоинствено. Ги постигнавме очекуваните резултати, а најголемата награда за нас се насмевките, задоволството и топлината што вечерва ја чувствуваме меѓу сите присутни. Оваа вечер ја завршуваме со вистинско кронисување на традицијата. Особено ни е мило што и покрај сите предизвици, со заедничка сила, љубов и истрајност успеевме да истуркаме до самиот крај. Тоа е доказ дека кога срцата чукаат во ист ритам, ништо не е невозможно. Од срце им благодариме на сите што учествуваа, помогна, поддржа и беа дел од очи на Шопов. Вашето присуство, вашата енергија и вашата љубов му дадоа душа на овој настан. Традицијата треба да се цени, почитува и чува, затоа што во неа живее мудроста на предците, достоинството на народот и убавината на нашето постоење. Во време кога светот брзо се менува, токму традицијата не потсетува кои сме, од каде доаѓаме и што сме должни да оставиме зад себе. Не сакам повеќе да должам, туку да ја препуштам оваа вечер на публиката да ужива во убавината што следува. Добра вечер, драга и ценета публико, драги посетители и љубители на фолклорот. Академија Евроарт веќе 12 години активно постои и твори под менторство на нашиот проектен раководител професор доктор Милена Ристова Михајловска. Академија Евроарт има остварено бројни настапи на државни и меѓународни фестивали, како во Полска, Романија, Хрватска, Босна, Турција, Србија, Бугарија, на кои има освоено престижни награди и врвни признанија. Академија Евроарт 12 години активно действува на полињата на едукација, култура, уметност, литература и фолклор. Нашиот целовечен концерт го именувам Венец плетам, песни пеам, килим ткаам, ора везам. Вечерва на сцена ќе учествуваат над 150 членови на Академија Евроарт, од сите возрасти, од сите генерации. Нашата академија е голема фамилија на современски и сегенерацијски спој. Броиме над 200 членови. Нашата проектна раководителка има над 16 години фолклорна дејност во Штип. Вечерва ќе се представиме со свадбени песни и обичаи. Од жетва, одиме на свадба. Оттаму, со двете детски групи играорци, низ почетните чекори и многу љубов, играме и пееме и ми остапуваме сцената на двете играорни, тим група и на групата играорки, возрастни рекреативки. Средна и голема група, нашите маестрални играорци на своевиден начин на сцената ќе го заокружат ова патување низ времето. Нашата Јована Коцева од драмскиот клуб на Академија Евроарт ќе допатува до 50-тите години на минатиот век.
Нашите целети инструменталисти ќе го крунисаат секое играарско и пејачко парче на оваа сцена вечерва. Тука е инструменталниот состав Дадец при Академија Евроарт под водство на маестро Тино Димитров. Вечерва со нас и бендот на Драган Костадинов и секако нашите многу почитувани соработници, ученици од изворниот оркестар на Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов под водство на магистар Марио Иванов. Така што голема благодарност и упатуваме и до директорот на Државниот музички училишен центар Илија Ќосевски. А вам, драга публико, ви преостанува да уживате во магијата која што ја пружи македонскиот фолклор. Чекај, што? Како е ова место? Ова не е во мојата соба. А не е ни во мојато мало. Ова не е ни кога одам со другарките на кафе. Не е нешто што го знам, а и не сум била овде. А ова, облека ли е? Рачно ли е шиено? Изгледа како секој конец да си ткае своја приказна. Океј, изгледа интересно, ама зошто некој би го носел ова? Океј, кул, фенси е, ама зошто некој ова би го носел секој ден? Добро, што се овие нешта? Нема копчиња, нема екран. Како луѓето знаеле што се случува во светот? Како разговарале? Изгледа дека луѓето во минатото комуницирале само очи во очи, а не преку екран. Ама сепак не разбирам како живееле. Океј, може би било интересно, може би имале повеќе време за себе, комуницирале очи во очи, а не преку екран. Ама може ли некој да ни објасни што е ова? Аха. Silence!
почитувани присутни. Вечерва имавме чест да уживаме во прекрасната изведба на нашите почитувани гости, Академија Евроарт. Со својата уметност тие внесоа светлина на сцената, допреа до срцата и ни приредија мигови што долго ќе се паметат. Нивниот настап беше како тивка песна што долго одекнува во душата. И така, под светлината на оваа сцена, со песна во срцето и гордост во душата, тука ќе го завршиме нашето патешествие оваа година. Нека спомените од оваа вечер останат како искри што ќе греат до нашата следна средба. А за самиот крај, ја поканувам професор доктор Милена Ристова Михајловска, или како што академиците ја викаат Тата Милена. Почитувана публика, знаете дека сегаш подготвам говори, сега немам ништо, сега ќе говори моето срце. Срцето ми е полно со љубов, со благодарност до сите вас кои што ни дадовте подршка да го подготвиме овој концерт и затоа што оваа сала ја наполнивме со 1000 души. Се надевам да уживавте. Јас ќе упатам голема благодарност до Домот на културата, Национално установа Центар за култура Ато Шопов, Штип, затоа што ја отстапи оваа сала за овој хуманитарен концерт, до целиот оркестар, до Државниот музички училищен центар Сергеј Михајлов, до организацијата на манифестацијата Очи на Шопов и до сите мои 200 деца кои што настапија оваа вечер. Кога велам деца, мислам на деца, на младинци и на возрастни. Најмалку очекувавме да имаме возрастни, ама гледате дека сцената беше полна и со возрастни, така што ве охрабрувам од сите генерации да ни се приклучите, затоа што Академија Евроарт е спој на генерации, спој на времења и нашата цел е да го негуваме македонскиот фолклор, македонската традиција, култура, уметност, јазик, литература. Не е по мојот сценарио, нешто стојат со букети назад, само ми кажаа дека треба да ја најавам Тамара и да и се заблагодариме во име на Академија Евроарт. Дека заедно растеме и верувате дека до 13 години не се мал период, некои деца се сломени по 16-17 години, така што јас секогаш велам, имам 2 родени деца, ама сите овие деца си мои деца.